7 компании, претежно инвестициски фондови, покажале интерес за инвестирање во дата центри во државава, дознава Сител. Иако целиот овој процес е во многу рана фаза и барем засега нема многу детални информации од страна на македонските власти, нашите информации говорат дека засега се размислуваат тие да бидат изградени во напуштени фабрики, каде што веќе има енергетска инфраструктура која би можела да ја издржи нивната побарувачка за струја. За појаснување, дата центри се големи капацитети во кои се инсталираат голем број на моќни графички картици, чија што задача е да и дадат сила на вештачката интелигенција да може да работи на развој на големи јазични модели. Дата центри во суштина се огромни потрошувачи на електрична енергија. Премиерот Мицкоски на пресконференција потврди дека заинтересираност има без да даде детали, но вели дека вештачката интелигенција отвора пат за големи инвестиции во енергетиката. Според неговите проценки, во следните 10 години во светски рамки ќе треба да бидат инсталирани нови 40.000 теравати производни капацитети. Мицкоски најави дека ќе покрене регионална иницијатива за енергетски инвестиции на целиот Балкан. Замислете ние како регион, зашто мислам да покренеме и регионална иницијатива, да привлечеме 0,01% од оваа бројка. Ако еден инсталиран мегават чини помеѓу 1 до 2 милиони евра, тоа ќе значи 4 трилиона евра инвестициска активност за регион. Со помош на Европската Унија на Финки веќе се работи на Везилка, првиот национален центар за вештачка интелигенција. Меѓутоа, капацитетите таму се далеку поскромни од дата центрите кои ги користат светските технолошки гиганти. Во суштина, тој ќе биде поврзан и ќе ги користи ресурсите на суперкомпјутерот Фарос во Грција. Даниел Василев, Сител телевизија.